Проблемот со нарушувањето на сонот. И тоа е исто многу често и оди рака под рака со ова претходното. Сега, само да го кажам накратко механизмот. Сите вакви апарати, и телефонот, и мобилните, и компјутерите, лачат светлина, која што на англиски кажано blue light или сина светлина, која што е идентична на тоа што го произведува сонцето во текот на денот. Природата нас не направила да бидеме денски животни. Нели има и ноќни, Бог не направил нас да бидеме преку ден будни и живи, и кога ќе го видиме ние сонцето, светлината од сонцето преку нашите очи стига до мозокот и го прекинува лачењето на хормонот мелатонин. И на тој начин кажува телото се буди, мозокот се буди. И денот почнува, ние се будиме и активни сме. Овој период од денот се загасува сончевата светлина, како таа паѓа, така нивото на мелатонин во нашиот мозок расте и во еден момент ние ќе заспиеме. Ама еве го виновникот. Телефонот лачи сина светлина, која што го лаже нашиот мозок дека е ден. И затоа не е можно, кога се расправам со дечиња, пациентчиња, не е можно гледање у телефон и легнување спиење. Не оди. Му треба време на мозокот да создаде мелатонин, да се крене нивото, да се балансира и да се подготви за сон. Оти сонот е како со авион, треба полетување и треба слетување. Не може како со ракета нагоре и надолу. Телото треба да се подготви за сон, да се разбуди така и да заспие така.